Amici di Gotivar, voi avete una grande opportunità, avete un partito, il VMRO, che ha tanti amici in Europa e soprattutto avete un leader come Mr. Gruevski che guiderà la Macedonia per entrare nell'Unione Europea. Viva la Macedonia, viva il VMRO, viva Mr. Gruevski. Покажавме прв пат во оваа држава како треба една политичка партија, една политичка гарнитура, една коалиција да го следи пулсот на народот и на граѓаните, да работи за народот и за граѓаните, да ги исполнува дадените ветувања. Драги пријатели, поддршката и победата ќе дојдат и заради новите работи кои што се предвидени во нашата програма. Пензиите на пензионерите ќе продолжат да растат за 10,25%. Платите во јавниот сектор исто така ќе пораснат за 10,25%. Во насока на што поголемо искористување на обновливите извори на енергија, предвидуваме и трета фаза од објектот за ревитализација на хидроелектричните централи Вруток, Врбен, Равен, Глобочица, Шпиле, Тиквеш и Козјак со инвестиции од над 25 милиони евра. Предвидуваме и изградба на втора фаза од паркот со електрани на ветер во Богданци, инвестиција вредна 21 милион евра. Ќе обезбедиме и субвенционирање на грејење со пелети, со што ќе има субвенции за купување печки на пелети, како и намалување на ДДВ-то за печките и за пелетите на грејење од 18 на 5%. Од страна на владата, поддршка ќе имаат и младите предприемачи кои влегуваат во земјоделски бизнис. Младите земјоделци ќе добијат грант од 10.000 евра за почеток на својот земјоделски бизнис. Тоа се само дел од причините зошто ВМРО ДПМН ќе добие довербата на граѓаните на 11 декември. И тоа така силно, мокно, убедливо, со 63 пратеника. Да се обратам до членството на СДСМ, затоа што во 6-та изборна единица, но и во цела Македонија, потребни ни се нивните гласови, затоа што заедно ја сакаме Македонија унитарна. Заедно сакаме да го одбраниме со членството на СДСМ уставниот поредок на Република Македонија. Ајде заедно да си одбраниме државата, да ги одбраниме идеалите на комитите, на партизаните, на илинденците, на бранителите. Заедно за Македонија. И македонци, и турци, и албанци, и роми, и власи, и срби, и бошњаци, и сите други. Заедно за Македонија! На 10 дена пред довршување на оваа кампања се исцртуваат неколку работи, дека убедливо ќе победи ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Таа победа е изработена со минатиот труд, со многуте проекти, со големата посветеност за овој народ, за овие граѓани, за оваа држава, од страна на ВМРО и на коалицијата за подобра Македонија. Но таа победа доаѓа и од квалитетот и реалноста на новата програма на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, наречена реално. Драги пријатели, СДСМ ќе претрпи 10-ти поред пораз, затоа што го подценуваат народот, го подценуваат со многу лажни ветувања, со многу неостварливи ветувања. Например, им ветува на луѓето дека кога ќе дошле СДСМ, тој ќе донел живот преку тоа што ќе донел фабрики во Македонија. Па кој да му верува на тој човек, кога таму каде што 11,5 години на власт во општината Струмица, една фабрика нема донесено.
Пред 6-7 години ги лажеше Струмичани со тоа што дека ќе направил индустријска зона и дека таму ќе се вработеле 7-8 илјади Струмичани и ќе се изграделе фабрики. Одете да ја видите зоната во Струмица. Тоа е една ледина, една ливада, каде што може да сретнете се и се што. Може да сретнете некој зајак, или некоја крава, или некоја овца како паси. Ама фабрика не можете да видите. Тоа е флагрантно лажење на сопствениот народ. Тоа не смее да помине во Македонија. И затоа на 11 декември народот одлучно, референдумски, историски најмокно ќе го прокнижи 10-тиот изборен пораз на СДСМ, за да им каже дека сака силна, економски мокна, суверена Република Македонија, а не кантонизирана, федерализирана, со лажги, со нереални ветувања и со некој друг однадвор да ни мести влади и премиери. На овие избори носиме две одлуки. Едната одлука е за тебе, за твоето семејство, за работни места, за субвенции во земјоделие, за нови училишта, за реконструкција на училишта, за нови патишта, за нови водоводи, за нови еколошки проекти, за нови канализацијски мрежи, за нови проекти кои што ќе го подобруваат животот на сите граѓани, независно на нивната етничка припадност, независно на нивната верска припадност, независно на нивната партиска припадност. Но втората одлука е одлука за Македонија. Во кој правец ќе се движи Македонија? И затоа потребно е едно громогласно излегување на 11 декември за окружување на бројот 1. Број 1, Владимир Јочев, ВМРО ДПМНЕ, Коалицијата за подобра Македонија. Да живее Тетово! Да живее ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија! Да живее Македонија! Знаеш што е подобро за тебе, за Македонија.